Барам гостин, како што реков, е Благо Ралповски, председател на Конфедерацијата на слободни синдикати. Господин Ралповски, по последната средба на Економско-социјалниот совет беше кажано дека за многу кратко време ќе се дојде до заедничко решение. Реално близко ли сте во договор со владата? Она што можам да го кажам пред се, добро утро, добар ден на гледачите на Алфа и благодарам за поканата. Она што секако можам да го кажам дека имаше прилично доближување на ставовите. Барањето на синдикатите во делот на пресметката на плата во иднина да биде коефициент на сложеност на работно место по просечна плата, колку би растела просечната плата за претходната година, толку секој март да се усогласува. Мислам дека, не мислам, туку владата првично го прифаќа веќе тој наш модел и со тоа решаваме еден горлив проблем. Оние 5-6 години наназад, кога протестиравме, кога не сакаа да ги усогласуваат платите во јавниот сектор, сега би била веќе некоја друга ситуација во која што ќе имаат обврска според тој општ колективен договор да се усогласуваат платите секоја година врз основа на порастот на просечната плата за претходната година. Тоа е еден добар исчекор. Исчекор е дека договоривме дека ќе има К15 за цел јавен сектор, значи збориме за сите вработени во јавниот сектор. Уште не е договорен процентот, негдека се манипулира од 30-40% од просечната плата. Има и некои работи во делот на превозот и храната што треба да ги договориме. Сега останува она најгорливо прашање, затоа што владата претходно инсистираше тој модел на покачување или усогласување на платите да стартува 2028 година. Сега е веќе договорено да биде март 2025, но останува уште еден проблем, а тоа е проблемот она што го должат како преку законот за минимална плата, членот 8, каде што треба усогласување на платите. Впрочем, ние во претходните 5 години постојано низ протести и штрајкови го баравме тоа. Некои грански синдикати успеа колку толку да ги согласат платите, но платите во јавниот сектор останаа на тоа ниво, се направи голема потиснување од најниската до највисоката плата, така да дојде до онаа популарна урамниловка. Сега се обидуваме во кој процент до 2025 година треба да се доусогласат платите во цел јавен сектор. Да. На средбата во понеделникот, претпоставувам пред тоа се договарале, вашиот став, мислам ставот на сите синдикати, беше дека ланската инфлација од 14,5% треба да биде основниот параметар според кој ќе се се зголемат платите во јавниот сектор. Со оглед на тоа што вие рековте сега, просечна плата отпаѓа? Значи вака сега. Малце се створи конфузија и збунетот во јавноста. Три модалите ти беа: просечна плата, минимална плата и стапка на инфлација од минатата година. Така, вака сега. Малце се створи конфузија во јавноста. Ние ја бараме просечната плата како синдикати затоа што просечната плата секогаш највеќе расте и таа влегува со 50% во преспетката на минималната плата. Да, сега ни одговара трошоците на живот, инфлацијата 14,55, но сигурно нема да ни одговара следната или после 2 или 3 години. Се надеваме дека државата стапката инфлација дека конечно ќе закрепнеме. Нема да ни одговара ни порастот на минималната плата, затоа што ќе биде многу помало од порастот на просечната плата и да не се створи сега конфузија. 14,55 е инфлацијата, 12,55 е порастот на минималната плата, 10,9 е порастот на просечната плата. Ако сакаме, и мислам дека е тоа фер, беше согласено од двете страни, ако сакаме да ни биде основната плата, основен параметар за воиднина, за преспетка на платите во јавниот сектор, треба да ги усогласуваме според порастот на просечната плата. Затоа тој параметар и сега го зимаме во обзир и тоа се преговорите што треба да направат преспетки владата и Министерството за финансии, да видиме со каков модел, во каков процент и со колку пари ќе излезат пред нас и да кажат дефинитивно што можат да доусогласат до 2015 година. Со оглед тоа што го рековте сега, дека модалитетот е просечна плата, мисле че нека сте блиску до договорот, затоа што и министерот без себе изјави дека начално они се
согласни платите во јавниот сектор, како што били да се индексира според просечната бруто плата, и тој смета дека тоа би било во најдобар интерес на вработените. Во право сум дека сте блиску со оглед на дека немате разлики. Да, близко сме. За наше задоволство владата ова го прифати како модел. И она што беше првично и со закон за плати во јавниот сектор и со цел систем, значи како би се рачунале платите во јавниот сектор, веќе тоа отпадна, затоа што Македонија има закони, има конвенции на Меѓународната организација на трудот, која што ги има ратификувано. Со ова се дава шанса на гранските колективни договори, на поединечните колективни договори, да се доуредат платите во секој оддел или сектор поединечно. Но основниот модел и основниот параметар ќе биде просечната плата по коефициент настложена. Со ова, значи, се става еден крај на една голгота која што ја имавме во претходните 5-6 години, со разни популистички мерки и растење на минималната плата, платите во јавниот сектор паднаа под минималната плата. Ги спомнавте пресметките, колку што се сеќавам, по состанокот во средата, Министерството за финансии си презеде обврска веќе утре дента да ви ги достави тие пресметки за да можете вие да донесете одлуки во вашите органи и тела. Ги добивте? Пресметките не се добиени, туку е моделот представен пред нашите органи и тела. Кој параметар ќе треба да го усогласуваме. Можам да кажам дека 80% од гранските синдикати на КСС веќе донеса одлука дека тој модел е прифатлив со нив, затоа што се дава и шанса на колективното преговарање сами во гранските синдикати да преговарат. Уште ја чекаме одлуката. Се надевам дека овој викенд и таму имаме и ние сме поканети таму, одлуката на најголемиот грански синдикат при Конфедерацијата на слободни синдикати, СОНГ, каква одлука СОНГ ќе донесе и во која насока би се движела нивното делување во делот на усогласување на платите. Го спомнавте К15, меѓутоа регресот за годишен одмор. Прашањето ми е дали натаму искрено се преговара за целиот пакет или може да се случи регресот да биде колатерална штета на некој процент плюс минус? Па мислам дека искрено се преговара и јас кажав дека сум пријатно изненаден дека искрено се преговара за целиот пакет. И мислам дека она што го разбра дека ова е начинот на кој што треба да се усогласуваат платите и дека треба да се дадат шанса на гранските колективни договори, затоа што секој оддел и секоја гранка има своји специфики, мислам дека е она што ни треба на нас како синдикати. Ви прашувам затоа што кога преговараат две страни, обично и двете помалку попуштаат, се повлекуваат од тие прават отстапки. Колку сте вие спремни да отстапите? Или во кој дел? Па мислам дека до сега барањата на синдикатите од 80-90% се прифатени од владата. Така да ова што се случи во минатото, пред се во последната година, мислам дека направи една големо обединување на синдикатите околу оваа тема. И тоа што сега владата го има дека синдикатите настапуваат заеднички пред незе и се надевам и јас и претходно кажав и таму на тие состаноци дека конечно ќе сватат сериозно колку е потребно да се покачат платите во јавниот сектор, затоа што во моментот имаме најниски плати во јавниот сектор во опкружувањето и единствена држава во опкружувањето, вклучувајќи и Албанија, Косово, Србија, Босна, која што просечната плата во јавниот сектор е под просечната плата во државата. Добро. Ќе се вратиме повторно на преговорите и да имам уште едно прашање. Со децени, омилена реченица на работодавачите или на директорите во Македонија е, или беше, вие ќе ми кажете, ако не сакаш ти, секогаш има кој да работи за оваа плата. Мисли дека таа синтагма, ако не сакаш ти, се уште во игра, се употребува често? Не, тоа е веќе реченица која што ја имаат заборавено одамна. Јас кажав неколку податоци, веќе година и пол, две ги говорам. Она што беше со ковид кризата, Македонија имаше 811.000 вработени, додека ја завршивме ковид кризата во 2022, а сега не е поинаква ситуацијата со 690.000 вработени. Имавме намалување на вработеноста од 2,4%, но ние работници немаме. И тие работници кои што биле
во системот на УЈОП дека земале плата, повеќе ги нема тие работници, тоа им е јасно и на работодавачите дека ја напуштаат државата и не само вработените во приватниот сектор и не само невработените и младите, туку се повеќе има напуштање на државата и работници кои што даваат отказ во јавниот сектор и заминуваат надвор. Јавниот сектор е обезглавен, тоа мора да се каже. Многу стручни лица веќе заминаа таму кои што беа носители на целиот јавен сектор и мислам дека веќе сватија и работодавачите и владата дека колку е битно да имаме луѓе кои што ќе можат да тераат реформа. Додека во приватниот сектор работата е веќе сосема друго, немаат работници, кубурат со работници, затоа платите се надаваат, например, во истиот дел еве трговијата, ќе земеме од маркет до маркет, се надаваат кој повеќе плата ќе даде за да обезбеди квалитетни работници, така да во овој момент мислам дека таа приказна е веќе завршена и таа голгота на македонскиот работник од 30 години заврши со размрдување на берза на пазар на трудот и со потиснување на потребата од работници со зголемување на платата. Добро. Овие преговори се водат во сферата на можното, колку државата може да одвои од буџетот за да ги покачи платите. Реално, предпоставувам и во синдикатот ваш сте разговарале. Колку е покачувањето, колку би требало да биде покачувањето на платата, на работниците зборувам генерално и за јавниот сектор и за приватниот сектор, кој што работникот прво ќе го направи задоволен. Со кејф, што вика народот, да доаѓа на работа, да почувствува дека е ценет, по таа повисока плата да биде и попродуктивен, на што постојано инсистира владата и на крајот на кришта да воопшто и да не помисли да замине во странство. Зашто пред малку зборувавте. Значи вака. Има еден момент, да, ние разговараме за тоа и правиме пресметки. Буџетот во 2017 година беше 3 милиарди, а 440 милиона делот за плати во јавниот сектор. Сега имаме буџет од 5 милиарди и 200-300, а буџет за плати од 540 милиони, тоа е негдека неполни 2-13% само покачен. Ако буџетот се зголеми 70%, а буџетот за плати само 13-14%, добро е да знае јавноста, затоа што секојаш плюка по јавниот сектор да знае на каква дереџа е донесен и зашто е толку силно обединет. Мислам дека делот на порастот на буџетот од 70% остава простор, каде што порасна делот на плати многу малце, остава простор да владата изнајде пари и во тој дел го isfinansira тоа што го должи во претходните години. Добро е што им е јасно дека платите во јавниот сектор се веќе мали, затоа што и они самите, и како раководци, и како министри, очигледно не можат да најдат стручен кадар за да работи за тие пари, за да учествува во сите тие реформи или преговори кои што ни ги очекуваат. А што е проблемот со Конфедерација на слободни синдикати? Мислам дека вие лично сте потписник на остомачкиот акт на економско-социјалниот совет, не ве гледам во списокот на членови. Вака, сега, Конфедерацијата на слободни синдикати... Сега присуствувате на состаноци, така? Така, присуствуваме. Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија е основач на економско-социјалниот совет. 2017-18 година, кога популистички растеше минималната плата и кога баравме ние усогласување на платите согласно членот 8, и ја напуштавме таа седница како орудие во кое што правевме притисок врз економско-социјалниот совет и врз владата и собранието, тогаш оваа власт сочека да истече репрезентативноста на КСС и не изфрли едноставно од економско-социјалниот совет, остана тие што беа подобни и што климаа со главата и дигаат два прста. Ние поднесовме документација и списоци на членови, каде што 3 години се одложија преку 25 седници на Комисијата за репрезентативност со разни изговори. Ние ја имаме целостната документација за тоа. Сега беше Македонија пријавена во делот на Меѓународната организација на трудот во Комитетот на експерти и тоа преку нашите
сродни синдикати или таму каде што членуваме ние како полноправни членови, тоа е Европската и Светската конфедерација на синдикати. Нашите вработени во Министерството одговараат токму пред Комитетот на експерти обтужени од Светската и Европската конфедерација и една од грочливите теми која што беше наметната беше и репрезентативноста на КСС и зашто не се дава и зашто се чува у фиока. Можам да кажам сега во овој момент, еве веќе СОНК има поднесено повеќе од 6 месеци за репрезентативност. Ние поднесуваме списоци, но комисијата повторно не работи затоа што нема член од владата и токму тој член треба да биде од Министерството за труд и социјална политика, кое што е одговорен за целата оваа гужва што се случува околу репрезентативноста на КСС. Пред се во јавниот сектор, каде што со списоците кои што ги имаме поднесено, јуните сами гледаат дека КСС е најголемиот синдикат во јавниот сектор. Не може да се одвиваат преговори без нас, не смее да се одвиваат преговори без нас, затоа што нашите грански синдикати се потписници на грански колективни договори и она што ќе биде договорено во општиот колективен договор треба се, за да има еден фер и коректен социјален диалог, треба да се преточи во гранските колективни договори. Лично за вас ме интересира, се сеќавам, поправете ме ако сгрешам, еднаш бевте избркани од работа, мислам дека и 2 пати. Да. Претпоставам дека сте единствен синдикален лидер, ајде, да речеме на Балканот, не знам, пошироко. Не верувам дека во Германија некој брака синдикалци од работа. Каков е сега амбиентот за работа на синдикатите? Еве морам да кажам дека не сум единствен. Не сте не си? Да, Конфедерацијата на слободни синдикати беше избркан уште еден лидер на грански синдикат и тоа подпредседател на КСС на транспорт и врски, беше избркан и председателот на Синдикатот за гостителство и туризам од работа. Беа избркани и многу председатели на синдикални организации при Конфедерацијата на слободни синдикати, можеме да кажам во Синдикатот на Аварама, во затвор Скопје. Многу синдикални лидери беа деградирани и преместувани од работа, но еве после 5-6 години битки по судовите, морам да кажам, еве јас по втор пат го добивам истиот случај, по втор пат сум вратен на работа. Сите лидери скоро веќе ги добија овие случаеви, само што траат многу долго, многу тешко, финансиски се исцрпувачки. Она што не направи, што направи овие откази, ова деградирање на КСС и овој силен напад, вклучувајќи ја репрезентативноста, само ние да молчиме, се створи една солидарност и единство во кое што сите излеговте многу посилни, многу појаки, каде што научивме една лекција дека правдата мора да дојде и се надевам дека испишавме една историја во синдикалното организирање, во делот на говорејќи за синдикалните права, за платите на работниците, во делот на зачувување на синдикалното организирање и во делот на добивање на правдата и одење напред како синдикат. Една страничка во која што се надевам дека во иднина и нашите деца или нашите потомци ќе бидат горди на тоа што сме го направиле во изминатите 5-6 години. Тоа што сега го говорам, не го говорам напразно, го говорам за тоа што во Конфедерацијата на слободни синдикати секојдневно има јавувања од разни организации, дали од јавниот или приватниот сектор, кои што сакаат да пристапат кон нас и сакаат да прават нови синдикални организации. Тоа значи дека нашата борба влодила со плод, нашата истрајност влодила со плод и она што влева надеж е дека веќе довербата на работниците во синдикатот полека но сигурно се враќа. Ме интересира ова што сега се случува и од ова што вие го говорите и другите председатели на синдикати, мислам дека ќе се најдете со владата за покачувањето. Зошто сега, нели можеше порано се направи? Платите не се ниски од завчера? Точно е, можеше и порано да се направи, вие сте сведоци, еве како медиум, колку ние сме протестирале, колку пресконференции сме направиле, колку пати укажувавме на сите овие работи, гранските синдикати низ се правија и штрајкови за да добијат дел од тие средства кои што ни следуваат согласно закон, но очигледно дека некој не сакаше ова да го свати. Која е позадината?
Може би има и политичка, вие сте медиум, така да Ми текнува, например, дека проценете сами во кој правец се календарска во која ќе се случат два избори председателски, може би тоа сега не барам потврда. Па не знаеме. Не барам потврда. Нас не ни интересира, нас не интересира да се доземе во на правата на работниците, платата на работниците и така натаму. Јас ги исцрпев моите прашања, Александра. Повели ако имаш нешто? Секако, јас ве слушам внимателно, дозволете ми да заклучам дека посебно ми се допадна првиот дел од разговорот, еден бран на свежина, на надеж ни влеавте, господин Ралповски. Дозволете да ви поставам едно прашање. Зборуваме, досега ве слушам внимателно, фокус ви се платите на работниците, но јас би сакала да се задржиме и на платите на функционерите. Неудобна добија високо покачување, 78%, покачување кое што предизвика лавина реакции од јавноста. Вие имавте едно барање како синдикат дека сакате да се намалат овие проценти, односно да се врати на старата, се вратат функционерите на старите плати од пред 4 месеци. Како стоите по ова прашање? Дали се работи се уште и дали се уште би сакале да работите на ова прашање? Значи вака, пред се, она што беше покачување на платите на функционерите од 78% согласно закон, сега малце ќе се изразам безобразно, беше дрско и несовесно, затоа што ако ги покачуваат нивните плати според закон, требаше и нашите плати според законот за минимална плата да ги согласуваат секоја година. Очигледно таа лавина во јавноста што се подигна, ги натера да размислуваат поинаку и да седнат со нас да ги зголемат платите во јавниот сектор. Дали тие ќе ги намалат нивните плати, не знам, но знам дека од нашите информации што ги добиваме, платите на функционерите во Македонија се најниски во окружувањето. Секогаш како синдикат велиме, да, треба да зимате плати затоа што имате поголема одговорност, но немојте никогаш да не заборавите нас, затоа што ние сме тие што ја носиме таа одговорност низ работата во јавниот сектор и пред се работниците кои што го ствараат онаа додадена вредност со која што функционира оваа држава. Да, прашањето ми беше дали се уште стоите за ова и дали се уште ќе вршите притисок кога се работи за ова прашање? Ние вршиме притисок, но кога е во прашање власта за нејзини лични интереси, притисокот останува до таму да ние, остануваме на поентата, да, треба да бидете коректни и да го вратите она што сте го добиле несовесно. А од друга страна, морам да кажам еден пример во тој дел. Вчера гледаме дека протестира судските службеници. Таму беа и нашите синдикати, и на ССМ, и на другите национални централи. Има еден парадокс и една небулоза што се случи таму, а тоа е дека тие 15% што се во колективните договори што вработените во судската служба ги зимаа за колку толку да се согласат платите како додаток на плата, ги добиваа во 2021, ги добиваа во 2022, обезбедени се во буџетот за 2023, ги добиваа во јануари, февруари и март, но за жал Судски буџетски совет и Судски совет одлучиле дека немаат од каде да земат пари да си ги покачат платите, што според закон било, па ги земале тие додатоци од работниците и си ги покачале нивните плати. Што мислам дека таков тој проблем треба навистина многу брзо да се реши и треба и Министерството за финансии да реагира тука, затоа што ова е нешто што е добивано, обезбедено во буџетот, не за покачување на нивните плати, туку за додатоци на плата на судските службеници и оние во судски совет, кои што се административни службеници, за колку толку да се согласат платите. Благодарам за одговорот, благодарам за гостувањето. Лазе, благодарам и на тебе што ми правеше друштво во утре. Благодарам, Александра, и уште еднаш благодарам што ни остапи простор и време.